Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јаневски. МВР во опозиција. Јанева од понеделник почнува со работа заедно со своите 12 обвинители на специјалното јавно обвинителство. Кого ќе го испржи пржинскиот договор? Токму за тоа разговараме во текот на денешното издание на Очи во очи на 0260 91 924 0260 91 925, телефонски бројви кои добро ги знаете. Во текот на вчерашниот ден, доцна синоќа, некаде после полноќ, беа одбрани и новите министри кои ќе стапат на функција, но пред тоа одиме со извештајот за лидерската средба која се одржа синоќа на колегата Тони Ангеловски, потоа со другите информации. По 14 часа преговори и натегање, лидерите на политичките партии рано утрово постигнаа договор за спорните прашања кои го блокираа спроведувањето на договорот од Пржино. Состанокот што го имавме помеѓу четирите партии заврши со успех. Јас сум многу задоволен од она што го договоривме. Наша стратешка цел како партија беше да се бетонира датумот на избори. Значи усогласен и законот за влада, и законот за нелегалните материјали, и законот за така наречените свиркачи. Преходно се усогласи законот за избори. Имињата што ги предложи им ги прифативме и со тоа практично се заврши оваа етапа. Задоволство од постигнатиот договор искажаа и другите лидери на најголемите партии. Едно од прашањето кое одземало најмногу време во преговорите е она за ингеренциите на новите министри и заменици министри. Најголемата дилема во овие закони, во законот за влада пред се беше од кога се смета организација на избори и дали да стои во посебен член. Така да едноставно решението го најдовме со тоа што ги преточивме формулациите на зборови од самиот договор од 15 јули, каде што се опишува дека заменик министерот, дополнителниот заменик министер, има право на вето за сите финансиски, правни и човечки ресурси кои што се однесуваат на организација на изборите. Така да, исто така во истиот закон е прецизирано дека министерот за внатрешни работи може да разрешува, распоредува на исто ниво, на различни нивоа, одредени раководни лица. Усогласени се и имињата на новите министри и заменици министри. Нов министер за внатрешни работи ќе биде Оливер Спасовски, генерален секретар на СДСМ. Министер за труд и социјална политика ќе биде Фросина Ременски. Заменик министер за финансии ќе биде Кире Наумов. Заменик министер за земјоделство, шумарство и водостопанство ќе биде Лупче Николовски. Заменик министер за информатичко општество и администрација ќе биде Александар Кирацовски. Премиерот Груевски вели дека се работи за партиски кадри, а не за експерти, но дека тоа решение е прифатливо. Сакаме партиски да си преземат политичка одговорност, а не некој да се крие зад наводно некакви експерти кои што всушност се анонимни членови на СДСМ, а се представуваат како експерти. По изборот на новите министри и заменици министри ќе следува и смена на премиерската позиција на 100 дена пред изборите. Премиерот Груевски вели дека размислува за неговиот наследник и дека ќе се повлече како што е договорено во Пржино. Опозицијата на брифинг ги представи деталите од законите, но и новите министри Спасовски и Ременски. И двајцата тврдеа дека целта им е, како што рекоа, да ги департизираат институциите во пресред на изборите. Министрите на СДСМ во преодната влада на Груевски ќе нема да бидат англиски кралици. Нивните заменици ќе имаат право на вето за активности што се однесуваат на изборите уште од првиот ден на нивниот избор. Истите услови ќе важат и за замениците на СДСМ во земјоделство, администрација и финансии. Многу се појави спор во одредено министерство дали и одредена забрана се однесува на изборите или не, ќе решава Државната изборна комисија. Кадровските смени влегуваат во ингеренциите на Оливер Спасовски и на Фросина Ременски. Добар ден. Добар ден, Огнене. Ве слушам, повелете. Вас и на ваша телевизија ви посакувам успешна и плодна работа. Благодарам, повелете. Па ова и очекувана работа дека ќе биде така. И така да не треба многу да се чудиме. Се надевам дека ќе престоат убави денови за Македонија и македонците, општо сите народности во Македонија. Белки разумот ќе надвладе и ќе тргнеме напред. Ви пожелувам се наубаво.
Благодарам, поздрав до вас и ви посакувам и јас вам убав ден. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден, Огнен, да ве поздравам сите во екипата Благодарам. на 24 телевизија. Стварно сте објективни, на секој час не информирате и убави вести ни давате да дознаеме се што се случува во земјава и во светот и сите гледачи. Го поздравувам договорот што се случи тоцна утрово. Мислам дека вака веќе конечно требаше ова да се случи и сега моите најголеми очекување се од специјалниот јавен обвинител Катица Јанева да почне со работа и да не се врши никаков притисок. Да нема притисок од се уште владеачката партија ВМРО-ДПМН. Знаеме тие до 24 се уште се власт и да може слободно да си работи и да ги истражува и бомбите и другите случаеви што и се во надлежност и очекувам барем една бомба да биде испитана и да докажана до изборите до 24 април, да се докаже се. Сите, без разлика дали станува збор за ВМРО-ДПМН или за опозицијата, да падне пресуда и да докаже Катица Јанева дека го заслужила местото кој е доверено. А јас мислам дека доколку се даде можност, многу функционери од власта, како што се Мијалков, Јанкуловска, ќе завршат каде што им е местото, знаете каде им е местото, во затвор, и мислам дека народот ќе биде задоволен. Бидејќи вака веќе не може, 20 години државата само тоне, економски тонеме, пред секоја пензии се задолжува власта со кредити, знаеме дека пензискиот фонд е во минус и на крај ќе кажам, им посакувам успешна работа и Катица Јанева да покаже резултати. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Добар ден, велам кому? Ало. Ве слушам, добар ден, повелете. Здраво, Огнен. Здраво. Поздрав од Битола. Поздрав до Битола од нас, повелете. Тик-так, тик-так. Кругот е затворен, Огнен. Бегање поќе нема. Ке се испржат оние кои мислеа нема да има министри, нема да има заменици министри, нема да има преодна влада, нема да има избори. Иако сега се представуваат како датумот за избори да беше нивни, меѓутоа то го бараше СДС. Ке се испржат и то како ќе се испржат. Времето минува и поќе нема враќање на таа криминална власт. Правдата е слепа, ама гледа во темнината. Поздрав, Огнен. Поздрав до Битола и ви посакувам убав ден таму. Во законот за влада стои министрите на опозицијата ќе можат да прават кадровски измени, но на секој нов назначен функционер од нивна страна. Заменикот ќе биде назначен на предлог на заменик министерот од ВМРО-ДПМН. Двајцата новоименувани функционери ќе имаат врзани подписи. Добар ден. Ало? Да, ве слушам, повелете. Добар ден, за прв пат се јавувам во вашата емисија. Мило ми е, повелете. Би сакала да кажам дека воопшто не сум задоволна од овој договор и воопшто од било што се случува. Добро. Во овој контекст не сум задоволна заради тоа што мислам дека главната цел на сите овие договори требаше да биде прочистување на избирачкиот список, дефинитивно и финално, да се инсистираше и првенствено на попис, да знаеме точно колку сме, кои сме, што сме. Так. И мислам, лично моје мислење дека треба да се откачиме од овие две партии еднаш финално. Добро. И за секогаш и да се требаше да се направи апсолутно значи една изборна единица и отворени листи. Бидејќи јас на пример лично во моје име зборувам, не сум партиски определена. Ке си гласам за еден од ВМРО, може би еден од СДСМ, може би не знам 5 од друга партија и така натаму. Така да мислам дека Македонија воопшто ништо не доби со овој договор и плюс се изгуби многу време. Рачунајте и економски и секако мислам и временски, ние сме у жив зијан као граѓани. Овие везден ке се менуваат, час едните, час другите, а ние ќе бидеме везден во минус. Така се извинувам ако бев малку нема проблем. агресивна, меѓутоа тоа е тоа.
Тоа е моje мислење. Благодарам. Ви благодарам за јавувањето. Напротив, ми е мило кога ќе слушнам различни мислења кои што придонесуваат многу повеќе во демократската атмосфера во емисијата. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, да, повелете. Ги следев овие изјавиве на челнициве на Груевски на Заев. И со Груевски навистина не можам да се доизначудам дали оној човек има навистина тронка од образот останато. Например, изјавува дека sada само предложиле некои си анонимни членови на партиски членови, не биле експерти, дали не е експерт Фросина Ременски, е универзитетски професор, дали е анонимен Оливер Спасовски или Кире Наумов, а оние двајца до него што беа Тодоров експерт за здравство, ова Илја Димовски зошто е експерт? Не знам, ја стварно не можам овој да човек само што ќе зими ќе излажи. И да се надеваме дека ова кого ќе испрши тоа, да се надеваме во иднина тој што го запали огнот, па нека го испржи договоров. Так. Ви благодарам за вниманието, поздрав и пријатно. Јас ви благодарам вам за јавувањето, поздрав и до вас. Законот за бомби стана закон за заштита на приватноста. Бомби, Заев ке може да реобјавува и тоа и во изборната кампања, но не и прислушувани разговори што се однесуваат на приватноста на луѓето. Од опозицијата брифираат дека во законот е предвидена точна дефиниција за приватност, како и казни за нејзиното прекршување. Вели вака: доколку медиум објави приватен разговор на прислушувано лице, за кој нема јавен интерес, ќе се казни со парична казна предвидена во законот за прекршоци. Нема да има казни за новинарите. Предвидени се и парична казна и за операторите кои овозможуваат неовластено прислушување. Казната ќе биде во висина од 10% од профитот на компанијата. Набавувачот на материјалите со кои се прекршила приватноста може да заглави в затвор од 1 до 5 години. Добар ден. Добар ден. Јас ве слушам, повелете дали ме слушате вие? Добро, одиме на следната линија. Добар ден. Добар ден, Окне. Ве поздравувам од Куманово. Поздрав до вас, благодарам за јавувањето, повелете. Вака, да ви кажам отворено, значи сега срцето ми е на место. Затоа што опозицијата победи. Што викаат анонимни партиски кадри се излажале. Фросина Ременски е професор. Оливер Спасовски е со правен факултет. Потоа другите Кире Наумов е експерт, како Ставлевски, така и тој. Значи, немаме ние неписмени, како што викаат овие за од ДПМН. Едно да кажам, се работи за државата, а јас мислам дека совеста ќе работи кај овие граѓани и овие министри што се избрани. Катица Јанева исто така ме одушеви затоа што го комплетира тимот. Се на крајот излезе онака како што сака опозицијата. Тоа ми е баш честитки од се срце за идите министри, а посебно за нашиот Заев. Добро. Пријатно. Пријатно и до вас, ви благодарам за јавувањето. Некој друг на линија, добар ден. Добар ден. Ве слушам. Поздрав од Прилеп. Поздрав до вас, повелете. Некој рекол, вистината е како шило. Врти, па ќе излези. И вистина така било. Так. Премиерот ми беше смешен, најмногу беше среќен, најрадосен што му успеат овие 2 недели што гнавеше, гмечеше, што тегнеше, успеат 2 недели да скрапи. Пријатно и се најувогнен. Ви благодарам за јавувањето, пријатно и до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Поздрав до сите и до вас и до сите граѓани. Благодарам, поздрав и до вас. Да се надеваме дека веќе возот ќе почне да вози по
убави шини до самите избори. Еден мора да победи, али честно, поштено, тоа да биде. Јас се запрашувам зошто се чекаше кога се мораше, значи се мораше денеска да се одлучи на тие промени на министерски места и заменик министерски места. Мене тоа ме чуди во Република Македонија. Сите работи кои што досега се случувале со закаснување, а морало да биде, ја мислам дека може тоа за 24 сата, ако се толку експерти, што кажуваат и ВМРО, и СДС, и ДУИ, и така натаму, може тоа во рок од 24 сати да се одлучи, да не ние бевме толку во непосакани работи, што ќе биде, како ќе биде и која иднината на Република Македонија, на граѓаните на Република Македонија. Верувам дека честно поштено ќе заврши све и честно поштено би требало да завршат изборите, како што рече господата, што кажа дека не е задоволна, има право, поради тоа што ние се уште не знаеме колку граѓани живеат во Република Македонија. Со која бројка ние настапуваме во изборите. Веќе 25 години. Треба еднаш за секогаш и апел до новата влада, тоа дали ќе биде ВМРО со ДУИ или СДС, мора во својот мандат да направи попис на населението. Благодарам. И благодарам и јас за јавувањето. Поздрав до вас. Популарно наречениот закон за бомби ќе стапи на сила 6 месеци по донесувањето во собрание, затоа што ќе се чека на мислење од Венецијанската комисија. Партиите договориле овој пат мислењата на Венецијанската комисија да бидат задолжителни и во рок од 5 дена препораките да се вметнат во законот. Анкетната комисија ќе ги истражува политичката одговорност и содржината на бомбите. Ќе биде со 16 начела, а председател и заменик од СДСМ ќе донесе препораки, а првиот извештај ќе биде во јануари. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Поштовање, поздрав до вас. Поздрав и до вас и почитување, повелете. Многу ценета. Елака, конкретно, кого ќе испржи пржанскиот договор. Пред све оно кого го испржил досега и од сега него ќе испржи, тој беше нашиот македонски народ. Значи, досега се виде дека сите власти што беа во Македонија, што беа сите партии на власт во Македонија, откако Македонија, значи, се раздвои од Југославија, сите се мислеа за своите интереси, за своите придобивки материјални и за сите своји најблиски. Никој не мислеше за државата и за народот. Како се мисли за една држава свој народ, нека не послужи пример премиерот во Румунија за еден запален кафич поднесе оставка. Кај нас годиња се случува војни, терористи, што не се случуваше, протести, студенти, ученици, незадоволни работници и на крај паметна нарочито на овој Груевски не упаѓа ни најмалку со тоа поднесите. Се надеваме, ова е за нас македонскиот народ. Мало ублажување. Ѓосанки ќе дојде нешто подобро. Меѓутоа, тај Боже да биде подобро. Ова вака ако не се работи експресно, со одложување, например, јавниот принуд ќе почне за неколку месеци. Сето тоа ќе се разводне, сето тоа ќе се заврши и сите оние ќе дојдат поново, може ќе се промени власта, меѓутоа, уште сега, сите се знаат кои се соработниците на специјалното обвинител. Ќе почнат кајнем, сите се нашите македончина се продајни душички ќе си одат по крајми се викаат оние народно речено се грева и се одварат, така или некој ќе врши како што имаше во Мровчина вршеа притисок дури и за црковни власти кога се требаше да правит да се стават архивископско-македонска црква, јас сеќавам дека вршеа притисоци правеа, значи нема да се смени ништо, пак мало ќе биде подобро. Меѓутоа опржен ќе биде македонскиот народ. Нека не се надева за подобро. И онака сме влезени во длабока јама,
тешко дека ќе излеземе, а тешко на нашите деца, нашите внуци и правнуци што треба тек да расат и да живеат во земја и држава. Да. Благодарам многу. Јас вам ви благодарам за јавувањето, пријатно и до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Да, имаме. Да, ве слушам, повелете. Дали се слушаме? Да, повелете. Видите, опозицијата во БВР, а Јанова почнува со работа. Па затоа Јанева е поставена за да работи. Само мене ми се чини, лете стално нападам, да кажат тој Југов стално нападили се, ама на оваа опозиција ни Свети Петар нема да ја помогне. Се и да биде, што и да прават, не може, нема никој да им погоди. Они ќе одат стално, затоа што притисок, ќе вршат притисок, јасно. Секој пат е било и секој пат ќе биде. Тој кој што е на власт, кој што е четиро ти орват во него, а јасно дека они ќе бидат во предност. И ќе казват некои што товарил една магара дрва појќе или отишел риби таму да лове. Меѓутоа, работа е големите риби да се фаќат. Затоа е поставено ово, затоа толку време чекаме. А што ќе биде на крајот ќе видиме. Ве поздравува Југов, господин Огњан. Поздрав и до вас од мене. Во изборниот законник затворени се прашањата околу рекламирањето на партиите и донациите за кампања. Медиумите нема да можат да бидат донатори, се намалуваат донациите од правните и физичките лица, Државната изборна комисија ќе може да поднесува кривични и прекршочни пријави, а ќе има и финансиски извештаи од партиите до Државниот завод за ревизија. Медиумите ќе мора да понудат простор за платена реклама за сите партии. ДИК мора да се конституира 15 откако ќе помине законот. Прецизиран е и закон за така наречените свиркачи. Дојавувачите ќе имаат заштита институционална, а предвидено е да бидат заштитени нивните семејства и поблиски роднини. Законите ќе бидат допрецизирани денеска, во собранието се очекуваат следната седмица, изјавува Душица Мрѓа. Добар ден. Добар ден. Да. Еве, после 6 месеци циркусот заврши. Значи, имав еден таков циркус, кој го гледам господинот од Муртино, вика дека победи Македонија. Победи Огнен Грција, победи Мегеронио фактор. Ние 25 години сме на глувче, ќе се вршат експерименти. Затоа ве жалам вас, младите. Сега, во Македонија победи и удба. Значи, ние секогаш сме биле удбачка држава и удбачка држава ќе останеме. Али на април месец ќе играат Барселона и твојата победа од Прилеп. А се знае кој е Барселона, се знае кој е твојата победа од Прилеп. А ние што се јавуваме сите, јавија 70 години и сите Титови пионири што има сликата на Тито, дотоаш може ќе изумриме. Како ќе гласа, кој ќе гласа, нека гласа. Пријатно. Пријатно и до вас, ви благодарам за јавувањето. Не е така тоа толку далеку, па за да испомнете, не може да сте живи и здрави сите кои што треба да учествувате во изборите. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Поздрав. Народот си знае. Тој си цени. Тој знае дека мојата кола 600.000 евра ја купив со нивни пари. Ама јас сум јас. И народот тоа си го знае. Меѓутоа мижи. Народот знае дека го разубавивме Скопје со 3 врби, за кои плативме 250.000 евра. Ама го разубавивме центарот на Скопје. Народот знае дека правиме споменици по 2, например сега за ова, речете ми, помогнете ми Огнен, ова хуманитарката. Мајка Тереза. Мајка Тереза. Знае народот дека незиниот споменик е мал. Не го созема целиот македонски народ да влези да ја види мајка Тереза, па затоа ќе изградиме уште еден споменик да му се захвалиме и отплатиме на субрата Рој. Добро, ајде за темата ќе ве замолам доста со ретроспективата. Благодарам, народот знаеше многу нешта и затоа ќе ни ја даде довербата нам.
Благодарам. Ви благодарам за јавувањето. Кого ќе испржи пржинскиот договор е она за што разговараме денеска. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Поздрав до сите до студиото. Посебно тебе, Огнен, извини што не те персирам, али... Нема проблем. Можам баба да ти видам. Нема проблем, повелете. Сакав да речам дека добро направија сите партии што се договорија. Пред се, затоа што ако него донесе овој договор, ако него спроведе, уште повеќе ќе се меша и странци ова и она, а некако многу ми е криво кога странци се мешаат. Така да добро направија, све е окей. Сега нека бидат разумни едни и други. Само сакав нешто, овие гледачите се јавуваат без да разберат зашто за Груевски вели дека рекол дека овие не се јавни, ова истакнати личности од СДС. Он рече напротив дека се они истакнати личности, истакнати кадри, сите се добри и многу тоа го радува, а не да беа некои заскриени експерти што не се толку јавни. Нели така рече јас? Колку што знам. Анонимни членови на СДСМ, да. Нели така рече? Да, анонимни членови на СДСМ кои што не се експерти, сепак се нивни. Тоа... А не рече анонимни, рече истакнати за овие анонимни, баш, да, точно се сеќавам дека рече анонимни. Добро, кој ќе ги слушате вестите и кај вас, ќе видите дека ќе се исправите и вие. Добро, може би грешам во ред. Да, јас се почудив зашто ти не ги исправаш, ама видиш и ти така се чул. Океј. Так. Ја мислам дека он рече дека многу е среќен што има истакнати кандидати, кадри од СДС, а не оние наводно експерти што зборуваат што се кријат за сенка од позади. Мислеше валјда на тие што за мене други. А овие сите ги... Затоа што рече, они ќе си ја земат одговорноста како СДС. Баш што овие зборови. Так, добро. Извини така што... Не, нема проблем. Ама мислам дека редно е да се исправат гледачите. Фала многу што ме сослуша. Јас ви благодарам ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Па сега малце ќе бидам спротивна до сегашните гледачи. Ќе кажам, ова привременава влада сега ги од СДСМ. СДСМ кога рече дека сака владата на Груевски да ја симне, она не рече сака СДСМ да дојде на власт, меѓутоа бидејќи е најголема опозициона влада, сега во оваа преодна влада тие ќе бидат. А после тоа кој ќе победи, тој ќе биде. Нема проблем. Ја не знам што луѓе се паѓаат сега. Решенијата се добри. Едно време ВМРО велеше дека новите министри ќе бидат во дискусија, дека ќе бидат англиска кралица без право на предлози и така натаму. Денеска ме израдува тоа дека и новите министри ќе може да предлагаат нормално со оној заеднички подпис што е ова. И сега во ова време би требало да смогнат сили бар пописот да да се пречистат изборните списоци, тога ќе имаме вистински избори. Благодарам многу. Јас вам ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дополнително, кога зборуваме веќе за делот со специјалното јавно обвинителство, адвокатот од Свети Николе Томе Тодоровски ја повлекол иницијативата до Уставниот суд за оценување на уставноста на законот за специјален обвинител. Во разговор за 24 вести со колешката Галена Николовска, тој потврди дека предпладнево преку препорачана пратка од Уставниот суд побарал повлекување на неговата иницијатива во интерес на граѓаните и на Република Македонија. Тодоровски не сакаше да одговори што го премислило за прекуноќ да донесе ваква одлука. Тој одби да каже дали врз него имало притисоци и дали влијале одлуките на политичките партии. За деталите во Дневникот во 17 часот. Добар ден. Ало? Да, ве слушам, повелете. Ало, добар ден, Огнен. Да.
Стеван на телефон од селото Десово, Прилепско. Поздрав до Десово, Стево, повелете. Како сте, Огнен? Добро е, еве при крај на емисијата сме веќе. Огнен, за овој прежинскиот договор. Во овој момент сега, моето мало сознание, ми е страв дека ќе спржи Македонија, но се надевам дека европјанците со Хан на чело нема да дозволат, ќе избалансират уште малку некои работи со списоците и така натаму, да не отиглемо веќе при крај времево. Се надевам дека овој пат нема таква сила едната и другата страна да не снајди тој во Курешкиот минат договор. Од тоа најпоре ќе се плашам јас. И тогаш биле вакви, овие сега може да му се некои внуци. Едните вака, другите така, а Македонија ќе страда. Во овој случај слушам некои луѓе се радуваат. Знаете што е работава? Нам кравата ни ја земаат, а оглавникот го остават и ние се радуваме на оглавникот. Абе луѓе, ние Македонија ќе изгубиме. Во овој случај и вака, ако се продолжи вака, со отстапки, ние Македонија ќе изгубиме. Ви благодарам, пријатно. Ви благодарам вам за јавувањето. Добар ден. Кого имаме следен на линија, повелете? Добар ден, колега. Ве слушам, повелете. Добар ден, колега. Добар ден. Епа на крај јас сум. Да, вие сте на крај, повелете. Петра Христовски Пепи. Поздрав до сите во 24 до сите гледачи. Јас сум краток секогаш. Не сум оптимист како заменикот на Тачи. Дека ќе биде нешто. Затоа што имаме дугови големи, кој да дојде на власт на 24 април, динната година, здравје, ќе има огромни дугови за враќање, така да ситуацијата на народот ќе биде уште помизерна. Значи, по мое, јас ќе кажам кратко, најдобро ќе беше да имаш експреска влада, предвремени избори веднаш, не сега Јанева дури за 6 месеци да отвара таму, да Венецијанска, едно, друго. Не се надевам на ништо, господин Роген, да не должам. Поздрав до сите од Пепи. Ви благодарам, Пепи, за јавувањето. Поздрав до вас. Од редовите на СДСМ, Оливер Спасовски е новиот министер за внатрешни работи, Фросина Ременски е новата министерка за труд и социјална политика, а заменици министри пак во Министерството за финансија Кире Наумов, Љупчо Николовски во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и во информатичко општество и администрација Александар Кирацовски. Тука е крајот на денешното издание на Очи во очи. Ви благодарам што посветивте доволно внимание и денеска. Во следниот малку подолг период поради службени обврски нема да имате можност да се дружите со мене во емисијава, но колешките Сања и Мартина секако ќе бидат дел за да ги слушаат вашите мислења. Ве поздравувам. Двести 20.000 лајкови, 220.000 доверби. Телевизија 24 вести. Вашиот прв избор за вистината. Невропсихијатарот Георги